Денеска во просториите на Црвениот крст во Струмица се одржа средба со представници на Австријскиот Црвен крст по повод имплементацијата на новата проектна соработка, именувана како интегрирана грижа и бизнис развој на услугите за поддршка на Црвениот крст. Проектот е во време трајање од 3 години, финансиран од Австриската агенција за развој и кофинансиран од страна на Црвениот крст на Македонија и Австрискиот Црвен крст, а целта на овој проект е да се прошират услугите за стари лица и преку интегрирана грижа и услуги на постарата популација на граѓани ке им се нуди соодветна заштита. So we are implementing a business partner project. Имплементираме нов проект во Македонија, кој што ќе биде финансиран од Австриската агенција за развој, заедно со Австрискиот Црвен крст и Црвениот крст на Република Северна Македонија. Првиот дел од овој проект е студијата на изводливост и бизнис план за социјално-медицински центри. Втората компонента е правењето на копче за итност, кое што исто така ќе биде наменета за старите лица и ќе биде во околината на Скопје. И третата компонента е регионалниот тренинг центар во Струмица, кој што ќе го покрива и регионот и е наменет исто така за старите лица за давање на сервиси и услуги во домашни услови. На средбата се дискутираше за начинот на имплементација на проектот, беа презентирани и проектните компоненти. Овој проект има исто така за цел да се воспостави нов модел кој е составен од 3 начални столба, од кој понатаму се очекува генерирање на приходи за грижа и услуги на постарата популација. Со регионалниот обучен центар за тренинг центар, усвари за обуки на лица кои што би се грижеле за стари лица и лица со интелектуална попреченост. Значи ќе дадеме свој допринос кој што би го намалувале, значи оно јасна невработеност кај лицата кои што немаат своји други квалификации, но исто така значи ќе бидеме во функција на подобрување на квалитетот на старите лица и на сите оние лица на кои што ќе им бидат потребни ваквиот тип на услуги. Посебно значено за нас дека Струмица е избрана за да биде регионален центар. За нас е на позитивна оценка затоа што ово услуги како еден развој, значи после обуките кои што ги возможувавме за персонална асистенција и тоа дека се јавуваме значи како еден позитивен пример за давател на услуга од рамките на таквиот тип на услуги кои што веќе ги развиваме со Министерството за труд и социјална политика. Со обуките ние започнавме веќе со новата верифицирана програма која што ја сертифициравме преку Министерството за образование на возрастни. Во моментот веќе се изведуваат значи првите обуки кои што се финансирани од страна пак на UNDP преку сервисите за општа корисна работа. Имплементацијата значи на ваквиот проект ќе го започнеме многу брзо, а се очекува дека истиот би траел околу 3 години, со кои што би се обучиле најмалку 80 лица кои што би биле професионални даватели на таков тип на услуга. Паралелно со тоа значи би подобрували самата социјална карта во регионот. Традиционално Црвениот крст ги нуди овие услуги бесплатно за најранливите категории на граѓани, но за понатамошен организацијски развој Црвениот крст предвидува и има за цел за трансформирање на некои од нив преку принципот на создавање на социјални претпријатија како инкорпориран дел на Црвениот крст или пак како спин-оф независни понатамошни компании.